што е потребно за еден диригент да биде диригент е да има умна глава, да има вредна работа, да има јасни раце. Тоа е тоа. Односот да биде како што треба. Настапив со 3 професионални оркестри и 6 професионални хора на еден концерт. Јас ги припремав сите нив во Темишвар, Романија. Се изведуваше големата копродукција на Гурелидер од Шемберг. Таму имав можност да го запознавам и Кристијан Мачалару, шеф-диригентот на Париската филхармонија, шеф-диригент на Келнската филхармонија и човек кој што е еден од најбараните 7 диригенти во моментот во светот. Еден од ангажманите кој што веројатно цел живот ќе го паметам е ангажманот од Радио Франција со Оркестра Национал де Франс. Таму требаше да бидам заменик диригент на маестро Кристијан Мачалару. Тој одлучи јас да бидам токму неговата замена и за мене тоа беше остварување на еден сон, бидејќи довербата која што ми е дадена во тој момент, посебно со оркестар од таков ранг, во Париската филхармонија и во куќата на француското радио. Таква одговорност и задача да ми се даде, за мене беше повеќе од привилегија. Се чувствував среќно и исполнето и секогаш се чувствувам така пред да излезам на сцена и моментот кога сум на сцена, едноставно сакам да дадам се што сум спремила, се што сум подготвила до тој момент и сакам да го дадам максимумот на публиката, бидејќи публиката за тоа доаѓа. Многу ми е важно да видам позитивни реакции од страна на публиката и можам да кажам ние уметниците за тоа и живееме. Во моментот во Македонија се јавуваат нови оркестри и сум исклучително среќна заради тоа, бидејќи јас сметам дека треба да има што повеќе такви работи, што повеќе такви настани. Квалитетни оркестри, квалитетни музичари, а квалитетни музичари тоа како имаме, тоа сум уверена сум во тоа, меѓутоа треба да знаеме и како да ги искористиме. Моите ангажмани со оркестарот Ајга за мене се едно богатство. Јас го чувствувам тоа како одредено богатство, бидејќи јас почнав да работам со нив уште од нивните почетоци. Последниот настап со Македонисимо беше едно преголемо уживање за нас, бидејќи се изведуваше македонска музика, проект кој што е премакедонски Македонисимо, и многу сум среќна бидејќи Македонисимо конечно дојде дома. Младите во принцип многу ретко одат на концерти, меѓутоа можеме и ние некако да допридонесеме сето тоа да се развие. Како? Според мене треба да се одржуваат повеќе концерти на отворено. Значи надвор од концертните сали, еве сега доаѓа топол период, може да се организираат. И тоа ќе допринесе да тој млад човек добие желба и да рече леле филхармонија има настан, опера има настан, не знам, секој оркестарот Ајга има настан, оркестарот Профундис има настан, значи се случуваат многу квалитетни настани во нашата држава, меѓутоа треба и луѓето да се сетат дека можат да посетат еден концерт, а посебно, значи имаше минатата година и концерти кои што беа со хуманитарен карактер и на кои што цените беа символични.